Со констатацијата дека трет пат против Келце сами се победивме, резултатска негатива од 2 гола и неколку сериозни повреди на клучни играчи, металурзите го завршија првиот четвртфинален меч од Лига шампиони против полскиот првак. Но немаше време ниту простор за разочарување, затоа што останаа да се одиграат уште цели 60 минути. 7 дена по поразот во Скопје дојде време за реванш во Келце. На само 24 часа пред него состојбата во тимот не е нималку розова. Не толку поради двата гола разлика, туку поради здравствената состојба на играчите. Червар во Полска допатува без Козлина и Батиновиќ. Настапот на Станич се уште е неизвестен, што несомнено влева тензија кај останатите, но бекстејдж и овој пат со пријатно изненадување. На идеја на клубот и реализација на фановите ги посетивме во хотелот каде беа сместени и им пренесовме пораки со поддршка. Зборови толку едноставни, а толку мотивирачки. Се благодарам на сите кои су послали нам те поруке. То су за мене поруке поштовања према нашим играчима, према нашој екипи, охрабрења. Да јако нам е тешко, јако смо доста у ситуацији gdje imamo i povređenih igrača, gdje imamo mnogo problema, da ipak ostane duh. Blagodaram ja vama svima koji ste na tako daleki put, i backstage, i novinari, i snimatelji koji su nas podržavali cijelu godinu, da ste tako daleko išli, da imate i ljubav prema našem klubu. Можноста да се игра Final Four се добива ретко, можеби само еднаш во животот. Го знаеја тоа сите 17 играчи кои допатуваа во Полска, но особено тој, највозрасниот и најискусниот. Јас за мене лично мечот на мојата кариера, можеби и другите играчи никогаш повеќе ќе немаат шанса да играат на Final Four, но сепак атмосферата е нормална сега за сега, мислам дека има една позитивна тензија која што е секако добре дојдена пред ваков натпревар. Рече Алушевски замина на задолжителниот попладневен одмор пред последниот тренинг. И додека металурзите одмараа, ние на терен, да провериме како стојат работите кај противничката екипа. Pa dobro, sigurno da smo napravili jedan veliki korak prema Kelnu sa pobjedom u Skopju, ali ništa nije gotovo, znači mi smo se maksimalno pripremili za ovu utakmicu doma. Znam da će doći Metalurg ovdje, kako bi rekao, napet, da će doći spreman, da je sigurno profesor sredio šta za nas, tako da će biti sigurno neko taktičko namoдрivanje ovdje na toj utakmici i bit će nam sigurno vrlo teško. Нешто пред 18 часот тимот од автокоманда веќе беше во салата на легионите, каде во одлична атмосфера го одржа последниот тренинг. Pa atmosfera je super, samo pogledajte Jonosko kako dobro radi sa tim gumama i to. Iskreno, mislim, atmosfera je opuštena, naravno sad imamo još jedan trening, pa posle ćemo još malo da porazgovaramo. Веста дека Дарко Станич е подобар и сепак ќе застане на голот, пријатно не изненади. Исто како и онаа дека после подолго време го видовме диви на тренинг. Се вративме заради тоа што му требаше на тимот после повредата на Дарко Станич. Морав да ризик. Не е ризик, значи со инекција сне, че покушаме ако да ни добиеме шанса, ако Дарко е добар, че ако добиеме шанса да дам свој максимум, па на крајот би посакал ни да се радува. Со истата желба ден подоцна се упативме кон салата на легионите. What do you think about the game today? What can I think? I'm wearing a yellow scarf. I think it will be great. It will be the best one, I think. I'm sure. So I think that's this historical game for Kielce. It's the most important moment for our history, for our handball of Kielce. Надвор предвиде обимот жолтеникаво, внатре дречаво жолто, преполно и неподносливо гласно. Ништо чудно, па нели салата се распродаде за нецели 2 минути. Најгласен и највесел председателот на клубот Bertus Servas. I wish luck, of course, to Macedonian, but of course I'm from Kielce, so I can't do everything. But I wish the whole publicum. I think you have a fantastic publicum and a fantastic club, and I wish you a very merry club for the whole future of Macedonia. Thank you. Го посакуваа тоа сите навивачи на Kielce, но Металург уште на стартот покажа дека нема така лесно да се предаде. Прва топка за домаќинот, прва одбрана за нас. Гол на Вугринец и водство на Металург. И веднаш мешаница на теренот проследена со 2 минути за Јурецки. Почетната акција го наговести текот на надпреварот.
Груб, офанзивен, веќе виден. Ние повторно одлични на почетокот, но безпомошни на крајот. Kielce пак одново бескрупулозен во дуелите. Тимот од Автокоманда свесен дека мора да оди на се или ништо. Желбата огромна, можностите ограничени. Грешките непромислени. Станич ранлив на голот, Лосерт на општо изненадување брилијантен. Повредите и притисокот го направија своето. Конечни 26-15 за пољаците. I think for us it was great game for us, especially in defense. They score only 15 goals on the final of the match, so it's a great result. It was I think it was very interesting. It was a very tough game, and we deserved to pass on Final Four. Рече човекот на надпреварот, а ние не порековме. Некој рече изгубивме, но изгубивме во четвртфинале, а тоа не е за потценување. Вивет Арги Kielce вечерва го прекина патот на Металург кон Келн и толку посакуваниот Final Four. Четвртфиналето беше последна станица за тимот од Автокоманда во оваа сезона на Лига Шампиони. Боли фактот што бевме толку блиску, а сепак не успеавме. Но останува надежта дека до година ќе имаме нова шанса за нов, уште поголем успех. За бекстејџ од Kielce Полска, Марија Петровска.